Се заоструваат разликите меѓу власта и опозицијата за тоа дали и како земјава треба да ги продолжи разговорите со Бугарија. ВМРО ДПМН излегува на улиците. Опозицијската партија најави секојдневни протести во Скопје и во уште 10 други градови. Блокадите кои ќе траат по 2 часа се начин, како што вели Христијан Мицкоски, да се натера владата да соопшти за што преговара и што всушност предвидува така наречениот патоказ. Предупредува дека власта е подготвена да ги прифати барањата на Софија во однос на јазикот и идентитетот. Како народ, како нација и како држава, доколку ова биде дел од преговарачкиот процес, ние ќе бидеме практично доведени пред двоен избор, а тоа е или асимилација, бугаризација за еден ден, кога ќе ги завршиме неопходните реформи, бидеме дел од Европската унија, или замрзнување и напуштање на сонот за Европската унија. Затоа апелирам до сите политички партии, без разлика дали се леви, десни или центар, без разлика дали се парламентарни или надвор од парламентот, да се приклучат на барикадите, затоа што македонскиот народ, македонската нација заслужуваат одбрана во овој момент. Нашите црвени линии се добро познати, бараме решение кое нема да навлегува во идентитетските прашања, порача од владата наспроти најавата на опозицијата дека се сели на улиците поради начинот на кој се менаџира процесот што треба да ги деблокира евроинтеграциите. Влогот е навистина голем. Мислам дека е многу голем влогот и за македонско-бугарското пријателство. И мислам дека ова статус кво, ако остане предолго, ќе ги труе односите и ќе биде еден вид инвестиција не во пријателство, туку во антагонизам. СДСМ и ДУИ, кои се главните коалициски партнери во владата, сметаат дека актуелниот е вистинскиот пристап кон прашањето со Бугарија, иако не негираат дека е многу кус периодот, не цели 2 седмици, за да се дојде до компромис пред претстојниот состанок на министрите на Европската унија. Паралелно со преговорите со Софија, од чиј исход зависи дали евроинтеграциите ќе продолжат или ќе останат да тапкаат вместо, двете владеачки партии веќе сериозно влегуваат во кампања за претстојните локални избори. Премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев со министри од неговата партија речиси секојдневно е на некое свечено отворање. ДУИ пак викендов се ребрендираше во Зелена партија со зелена агенда, зашто опозицијата и македонски и албански реагираше дека е само обично префарбување на партијата на Ахмети во обид да се придобијат гласачи. Само зборови, ама без дела, коментираат од ВМРО ДПМН и Алијанса за албанците за зазеленувањето на ДУИ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.